Добар ден, почитувани гледачи, во стандардниот термин од понеделник до петок ја реализираме емисијата 60 минути на исток. Пред малку го видовте спотот посветен на единицата за брзи интервенции Лаови, која ова година одбележува 15 години од формирањето, иако де факто и дјуре не е повеќе, не постои како единица, но во секој случај да се подсетиме на тие епопејски мигови од 2001 година, затоа во првиот дел од емисијата гости ги ни бидат господата Миле Спасев и Драган Кимевски, членови на единицата Лаови, соборци, што би се рекло, па ќе евоцираме и спомени од тоа време, но и ќе направиме некои компарации кои се блиски до ова денешно време. Во вториот дел од емисијата гост ќе ни биде директорот на Турскиот театар од Скопје Атила Клинчи, со него ќе разговараме за престојната манифестација недела на културата на Турција во Штип, две театарски представи, промоција на книга и филмови и така натаму. А од емисијата не се откажуваме од правилото да емитуваме филмови од нашиот сограѓанин Александар Донски и денеска остануваме во замокот Валтордера. Денеска на Универзитетот Гоце Делчев гост беше професорот Волф Ошлис, познат македонист, човек кој лобира за Македонија во Германија, но ќе се преселиме денеска во Кочине, бидејќи вечерва таму драмското студио при Домот на културата Бели Мугри треба да има премиерна изведба на едночинка дали текстот на Чехов Просидба, па и тоа ќе ни биде дел од предметот. А знаете дека секогаш емисијата започнуваме со емитување на кратки вести што до овој момент ги одработија колегите од информативната редакција. Трудот во Македонија и понатаму вреди најмалку, плата поголема од 30.000 денари во регионот земаат одвај околу 1000 вработени. Досадните неопасни инсекти на паѓа досега во болница сместија десетина жители на истокот. 18.000 ели ќе се засадат во Штип во склоп на акцијата Садница Плюс. Денови на турската култура во Штип ќе гостува Турскиот театар во Скопје, кој на 18 и 19 април ќе одигра две театарски представи Слуга на двајца господари и Прометеи. Она што го предвидувавме за жал се остави од спортот, на квалификационниот турнир во борање во Зрењин, Србија за учество на летните олимписки игри во Рио беа елиминирани нашите двајца учесници Дејан Митров и Лабазан Аксербиев. Дејан Митров загуби со 13-4 од романецот Ѓорге Букур, додека Аксербиев по првата победа над германецот Едвил загуби во второто коло од бугаринот Дубов со 10:0. Сончево време со максимални 26 степени, вечеро ведро минимална 7, утре сонце и топлина до 29 степени. И велам добар ден на моите соговорници денеска во нашето студио, Миле Спасев, наш сограѓанин Штипјанец, и господинот Драган Кимевски, доаѓа од Куманово. Од Куманово. Поводот, рековме, 15 години на единицата за брзи интервенции Лаови, единица која беше формирана во виорот војниот судар 2001 година, и двајцата бевте таму. Господине Спасе, вас како домакин ќе ве прашам, сеќавате ли како течеше целата работа 2001 година, како се дојде да се основа единицата за брзи интервенции Лаови, не за брзо распоредување како сега некаква формулација, туку за брзи интервенции, која влезе во тој воен судир, војната против ОНА или не знам како УЧК, без оглед од каде што од Косово и од други места, дали од Албанија, па и со наши луѓе кои живеат тука, успеа да направат воен судир, па мораше да се интервенира на терен. Па вака, прво добар ден за сите гледачи на вашата ценета телевизија. Ке почнам, знаете вие 2001 јануар-февруар, кога стана конфликтот, навлегува странски сили во државата, поточно УЧК од Косовскиот дел. И во првиот момент беше тоа као дека мал конфликт, групи некои ваму. Да. И мислејќи дека ќе се справи Арама и полицијата со таа група, но кога се установи дека не може да се тоа справи, пошто вие знаете порано дека резервен состав нема у полиција и војска, пошто војска не се иде, и немаше вежби, и тие што беа активни во тој период не можеа да обават работата како што треба. И со одлука на влада се формира единицата за брза интервенција Лаови. Единица за брзо распоредување, истата единица сегашна, да. Само сменето името, само се вика повеќе Лаови. Така. И кога веќе донесе одлука владата за да се формират единиците, и не известија нас, мислам мене као најпрв ме известија, па после тој
Јас ги известив с другите колеги што имат претходно искуство со таа работа, значи не може да зреднеш ти некој што не е бил у војна. Знаеш, мора да повикаш некој што се разбира тоа. И одма наредниот ден формиравме од неколку градови, значи првите беа Битола, Прилеп, Струмица, Велес и Штип. Значи 5 града, а најголем дел од сите тие што отидовме единици беше од Штип. Со другите беа, значи, до 60 луѓе. Колку Штип излезе повеќе од 80 и нешто. Значи, луѓе. И тогаш беа ангажирани исто други, нели, поранешни полицајци, Димишков што беше, да се знајдет кој се знае, знаеш. Дури он список го беше направил за тука за Штип, пошто јас бев ангажиран за цела Македонија што има да. И дојдоа од Штип, отидовме одма дента, истата ден, значи дојде Прилеп, Битола, Велес, Струмица и Штип. И за краток период ни се приклучува и од Куманово. Значи, мојо, Бог да го просте, со Драгчо Кимески, они дојдоа 60 луѓе со комплет опрема. Значи, со оружје, со униформа, пошто они веќе действуваа на тој дел што е Карадачкиот, да, пошто Матејче, Слупчани таму. На таа страна беше така, додека најкритично. Ние во тој период, значи, не значи дека ние пред тоа не бевме ангажирани, ние бевме ангажирани, али у војска, у полиција, кој да чува стража вамо, да иде вамо. Не беше како посебна единица. Така, значи ова се формира на влада. Нели одма да ги расчистиме тие некои работи, имаше низ народо као дека паравојна формација, банда се некоја собрала таму, разбираш? Не, тоа е со одлука на влада, значи не е никој текнал од дома. Како може да биде паравојна формација кога оружјето од МВР и униформата од МВР сместени во МВР, во Идризово, со сите специјалци други? Како може да биде паравојна? Паравојна може да биде у Плачковица. Добро, и им одговараше на неког у тој период. И тој период. Иначе тогаш се екипиравме ние, направивме чети, посебна Прилепска, тоа беше најбројна, значи мора да бидеме реални. Најбројна чета у тој период беше Прилепската. Кумановската дојде со цела опрема и сега нас, како нас, не сакам да кажувам, знаеш ти, 84-ца ојдеме 100 души команданти. Типично штипска варијанта. Тоа сакаше да ти го кажам, али нема проблем, дечките си одработија таа работа што беше дозволена, значи направена. Јас не станав од тука командант од Штип испратен, него таму од сите 840 луѓе на последни дејствувања ги испуштија, имаше 7 души команданти од МВР. Ги испуштија пушките, оружјето, и покажаа со прст, вика, онако не воде, си водеме сите. И така станав, ја не мене, кој станал мене командант да не стае, или брат ми, или чичко, или бездо. Значи, они оценили у тој период дека имат, ние сме сите еднакви, али еден мора да биде као пост. Па мора да биде некој да предводи. И после се направи овие 6 души командантите, значи Мујо, Горан Георгиевски Мујо, Маријан Марковски Маче, Сташо Лазаревски Брада, Драган Кимевски Драгче и Зоран Георгиевски Пендрак, што го викаме од Штип, сега инспектор дечкото. И јас се направи една целина, за да се знае нели кој што ќе кажува. Мора која војна формација да се знае. Иначе одма да напомнем дека од Штип имаше и Не, тоа е на крај. Од Штип имаше и за време на војната на Тигрите беше Стојан Ченгелов. Да. Значи таму имаше 7 души генерали. Стојан Ченгелов, Горан Стојков, Горан Здравковски, Горан Георгиевски, Васко Стамевски, Зоран Јовановски. Значи тие беа на посебни, на специјални, значи укупно беаме заедно, а за лавовите си одговарааме ние, 6 души. Добро, сега да го прашаме малку и гостинот од Куманово, Драган Кимески. Господин Кимески, како се случи? Еве сега кажа Спасев дека сте дошле фул. Топтан, во опрема, со сите нишани, со оружје, со униформи. Ние бевме првата паравојна единица и можеби единствената што се формиравме сами. Значи тоа збориме пред да влезете во лава. Да. И на нас ни е блиско границата со Србија. У Србија нели многу години војна, имаше оружје, таму купувавме оружје и го пренасувавме преку граница и дејствувавме на тој терен повеќе од 3-4 месеци. И тогаш добивме понуда да се приклучиме
кон лавовите и таму јули месец пристапивме кон единицата и од тогаш делуваме во рамките на МВР и на единицата. Инаку за кратко време, нели, отидовме во Тетовскиот регион, кога пристапивме, зборувам за Кумановска единица, пошто пред нас малку време беа Прилепската и Битолската, кои веќе действуваа на Тетовскиот регион. Ние бевме у Јегуновце, прилепчаните у Жилче, битолчаните у Рата, така некако беше и ама тоа беа базни места, иначе 17-18 села штитевме. Колку интервенции имавте вака со лавовите? Значи континуирано таму, значи кога стигнавме у Јегуновце, тебе го помнам првиот ден, значи одмah веднаш бевме дочекани со золји, со РПГ. Значи одмah запука. Дека сакаа да дојде. Да, дојде одмah првиот ден. Не запука и за неколку дена освоивме едно значајно место што беше на Жеден планина, Конјушница се викаше, и од тука почнува Костурска клисура. И тоа е како Ајфелова кула доаѓа, значи исечена карпа 300 метри, горе има место рамниште и таму бевме позиционирани и го гледувавме местото, и тоа е влез од косовска страна према Македонија. Инаку имавме село Нераште, кое беше пред нас, кое броеше 6000 жители, што мештаните кажуваат дека може преку 2000 луѓе да бидат под оружје. Така да имавме озбилни случувања на теренот. Таму кога отидовме, селото беше пусто и немаше луѓе, сиелици изгасени, мрачно, темно, луѓето уплашени, половина беа избегани. И не верува, нели, не знае што да прават. Секој се плаши за семејството, за децата, така да децата и жените па и мажите беа избегани по Скопје, по други градови по Македонија, но за кратко време ние ги вративме. Значи сите луѓе се вратија во селата, ние останавме до 2003 година, април месец. Значи се додека не се стабилизираа работите, им ветивме на луѓето дека нема да ги оставиме по никоја цена и дека со нив ќе бидеме до крај, и на некој начин им влеавме надеж дека ќе ги средиме работите или ќе се смират работите, и што и се случи, така да таму каде што беа лавовите во тие села, беа од Скопје до Мавровски Аној, Ростуше, Битуше, значи на цела таа територија со преку 17 села, значи нема раселено лице, нема убиено, нема киднапирано, нема малтретирани, што не е случај, еве кај нас во Кумановскиот регион, Матејче повеќе нема православни. Опај нема. Арачиново исто така нема повеќе православни македонци, што значи дека таму се изврши етничко чистење. Ние, единицата Лавови, успеавме, значи, у најкризен регион да ги сочуваме земјата, селата и луѓето. Што не е за подценување. Господин Спасев, до кога траеше целата ова варијанта со лавовите, односно додека не беше донесена политичка одлука, сега е политичка одлука, да. На крајот. Само прво да кажам, значи пред да оноде, кога отидеа луѓето кои се собраа, нели сите имаа обуки. И да расчистиме, некои кажуваат дека и било структура страна, не, беа од тигрите земено 7-8 луѓе и еден од полиција, експерт за оружје. Значи сите вежбаа прво, да осете, да знае да отвори пушка, да затвори метак, да осете. Мора да е обучен. И после не може он дошол сега од автобус кога му текнало. Имаше луѓе дојдат таму, знаеш, желба имаш, ама не може да работи, не знае да со оружје да раководе. И сега они додека отиде овие, значи ово да се надоврзам, 3-4 отидеа Рате, Жилче и Јегуновце, а нашата работа беше да се лавовите, што например на прво кога ќе гледаш ќе речеш па што направија они? Ево што направија. Најлесна и едноставна работа.
Нашата не се гледа, а е корисна за цела држава. Скопје е милионски град. Имаме, значи да го штитиме Скопје да не влезе во Скопје. Ако влезе во градот Скопје, што мислиш, што можеше да биде? Значи ние го браневме Рашче, изворот за Скопје за водата. Радуш, Косовска корпусна влегува и тука падна жртвите. И можеше малку недостосуваше да се влезе во Скопје. Првата, кога се формираме, најпрвата беше, нели требаше да биде седиштето на УЧК у Газибаба. Значи тоа со страни, со помош на некој, не е битно. Важно тука не дозволиме да се прави, па после отиде во Рачиново. Па зајде од другата страна. Значи они на секој начин сакаат да влезат у Скопје. А баш у тај период, значи ние бевме задолжени, значи не да идеме по Шар планина, теги да не влезат они у Скопје. Ако влезе, може да замислите Рашче. Тоа ќе представя како победа и капитулација на државата, што Па, не затоа не се гледа, нели, ке нас се повеќе броje овие што се ударат по еден шамар, отколку оние што спречат да се ударат по еден шамар. Разбираш сега? Разбираш сега? Па тоа се вика односи со јавност. Така. Значи нашата добри односи со јавност. Нашата работа беше таа и ние се што на пример сега ти имаш 70-80% полиција што се од лавовите. Да. Значи другите отиде у пензија постарите, други генерации сега почнат пред 2-3 години да учат. Ово другото. Ај ми кажи ти на кое место и кој град или у ЕБР сега и у СС нема командир или началник од лавовите. Значи сите што се има, што беа образовани, што беа способни, се ако биле у 500 луѓе, тие 20, 3, 5 ги бива и си одат. Тогаш кога се баш растураше единицата, 60 луѓе од Штип влезе у ЕБР. И денеска се децата таму. Значи 120, јас си го правев списокот, од ББИ, имаше тогаш батальон за брза интервенција од посебните единици. И од лавовите се направи ЕБР. Пошто имаше проблем, УЧК не сакаше да влезе у влада, док не се растурат по секоја цена лавовите. Значи тоа сме имале разговори со странци. Значи не сака да улезат во влада, а нашите за да го задржат столо, беше устање и да не истепат, не само да не растурат, разбираш сега. Ти знаеш што значи политика. Вика се, ајде бе, овој војувал, готово, завршена работа. Разбираш? Нешто се македонски приказки ми расправата. И така е. И кога требаше да се растура единицата, формираме ЕБР, те викам, првите 60 луѓе, 60 са другите. Колку време постоеше единицата лава? 3 години. 3 години. Значи во април 2003, па баш на 23 четврти, сега што правиме 15 години, тогаш се баш за жал растураше. Тогаш отиде секој кај што живее во секој град да работи и тие што са по истакнати млади останаа у Скопје у специјалците, во СЗ и ЕБР. Мора да го прашам господинот Кимевски, кој беше и председател на синдикатот на луѓето кои беа во единицата лавови. Имаше ли по расформирањето луѓе да останат ни на небо ни на земја? Значи, прво синдикатот беше формиран од нас 6 души, командантите на четите што бевме, за да имаме легитимитет за да преговараме. Значи, ние го измисливме како форма и тоа добро звучише кај странците, нели, синдикат, и за да може, нели, да се бориме за правата на луѓето. Тоа што го направивме како синдикат и тоа што сакавме да действуваме беше да седнеме на преговарачка маса и да видиме што ќе се прави со единицата. Немавме фидбек од другата страна, не сакаа, нели, да разговараат, да преговараат, имаа, нели, некои други идеи чудни, ни исклучува вода, ни дава помалку храна, нели. Ки изумревме. Војската дотера број што има фигураци дури понекогаш и без храна. Нашата собствена држава се толку грижи за... Имаме го искусено и ние тоа. Да, имаш. Па добро, малку сте имали вишок на килограми, предпоставам. Па шегата наставна. Прв пат бевме у Идризово, потоа не стави Устенковец. Устенковец беа хангари, спиевме на палети, а таму ги примија ДУЧК, требаше обука за нив да се прави. А ние бевме Устенковец стационирани.
да не се навраќаме на деталите, има многу за зборување, само главните работи да ги посочиме. Значи, за тоа се формира синдикатот за преговори немаше, направивме блокада према Блаце, према косовска граница и испровоциравме, нели? У тој момент, значи, на сила ги ставивме на преговарачка маса и премиерот, и председателот, и министерот, и од тука започна, нели, договарање, преговарање како да биде и што да биде со луѓето. Значи, имаше многу луѓе кои останаа, значи, у преговорите 650 луѓе беа вработени. Некои у полиција, некои у војска. Дел у војска, дел у полиција, а дел не сака да останат и имаше и дел кои немаше можност да бидат вработени, имаше тука некои услови, става со школо, со такви работи, али успешно се избав. Генерално сме задоволни од тоа што направивме, пак да кажам, значи, како мажи влеговме во војната, како мажи излеговме. Да. Мора да ве прашам пред крај на овој нас разговор. Не ли ве асоцира состојбата, се тоа што случува околу државата и со државата на 2001? Па да, ако земете дека 99-та година примивме 400.000 бегалци од Косово и му кажавме гостопримство, нели, беше многу лошо, многу тешко, ние ги примивме за да 2001 година ни направат војна. Сега имаме повторно бегалци, еден куп бегалци кои проаѓаат низ Македонија, ги гостуваме, ги храниме, нели? Кој знае, утре може да очекуваме, нели, бомби по градовите, нели, терористички акции да ни прават. Не знаеме, важно има сценарио кое личи на 2001-та. Дали е тоа од странците, верувам дека е од странците, и дека немаат можност да измислат друго, па ова препишано ни го оставаат, нели? Ама слично е. Имаме состојба на прагот сме на граѓанска војна. Уште полошо од 2001 година. Скрај да е. Јас би апелирал до граѓаните да не бидат злоупотребувани, да не излегуваат на улици, да останат во своите домови и да ги остават политичарите сами да ја разрешат оваа работа, сами ја замрсија, сами да ја разрешат, за да не направат, да не бидат злоупотребувани, затоа што не оди на добро и не која и да изберат страна, ќе бидат на погрешна страна. Господине Спасев, сакам да прашам, ќе има ли некакво одбележување во спотот? Да, па затоа е сега ово 15 години да се видиме и да не чекаме да владата да донесе одлука, ако видиме дека доваѓа веќе во крајна ситуација, да си ја ние донесеме одлуката. И ова е една порака, јас секаде кога ќе гостуваме кажувам, пошто вие знаете дека низ Македонија имаш милион брнители, здруженја, и му дадете еден лист да чита у име на брнителите, поддржаваме го овој или оној, позади него камерманите стојат, поти нема борци. Разбираш? Ние сме сила 2463 човека. 70%, 60% да се одзовет од тие. А замислите колку има младина, каква маса има сега, каков елан има, што патриот не се учи, што вика колегата на Фейсбук, не иде војска, на Фейсбук патриоти. Као некој што се шалеме ние, те возбудуваме тебе, некој друг освен Заев и Груевски, гледам само тоа пишуваш, разбираш се? Значи, ние нема никогаш да станеме политичка партија, секој македонец ќе го поддржаме, во колку видиме дека не може тоа ни да се договорат, кога се исцрпе, мора некој да ја заштити државата, а ние сме за тоа. Значи, нема да дозволиме да се игра... Се спремате за вакво сценарио? Па, ние сме спремни, не се спремаме, тоа е друго да се спремаме. Тоа е веќе напредна фаза. Ние сме спремни, имаме си заклетва дадено, кога бееме во војната, нели, тогаш мора нешто да има тамо. Заклетвата е од 6 луѓе. Едниот да остане да се боре за Македонија. Сега сме 5, нели, мојот е починат, Ѓоргиевски. Значи, не може да не искористи некој за политички цели.
ние подржаваме ги сите, што работат добро за Македонија. Ако видиме некој сака име да смене, не може да се смене. Ни дедо ми го сменил, ни прадедо, ни... Но, јас сум тука роден. Сите овие што се другите имат резервни татковини. Ние немаме, таа е. Многу копија се искршија, ништо не остана, што би се рекло. Па тоа е, за жал е така, затоа што правите луѓе, а ти гледаш некој, 2-3 дена чита на некоја телевизија се појави некое здружение, некоја невладина и гледаш го утре некој фатил фотелја, нема го. Разбираш? Па за тоа е борбата, не за државата, за фотелјата. Ако пратите дури ќосови, женските се устање да пуштат брада, да изиграват патриоти. Разбираш ме сега? Па дали сте забележали такви? Мислам ги има. Е така. И кога сме на крајот да кажам дека за овие, нели кога сме веќе у Штип, најпрво кога се формираше списокот на луѓето што требаше да дојдат од тука го донесе Демишков. Првите луѓе што беа како одговорни на терен беа Јанев и Ангелчо, после Уебара он беше као со тие 60 луѓе го пратив одговорен и Зоран Георгиевски. И почит за сите. Еден ден да биле, фала и. Значи, ние не ги делеме луѓето кој што направил, битно дошол. Така ли? Значи имал храброст. Имале храброст и доблес. И сега е одма да го знаете и ово да ви кажам, го знае цела јавност, меѓутоа некој нели прв пат ќе чует дека кога стана војновта од Скопје, у Скопје не знае дека се воде војна, а ние за Скопје се бореме да не падне. И доброволец еден имаш од Скопје. Кога се растури војната, полиција 600 луѓе влезе од Скопје. Добро се. Што е истина, ама жална е. За жал таква се става. И кога беше на крајот ова за Стенковец, нели блокади имаме, и сега ме викат, ми прича да го правят у МВР на мене, вика, Миле, има тука синдикат, преку МВР, не можеш ти со тој синдикатот, јас бев активен. И јас на Хари Костов, тогаш беше министар, му е вадам значката, му е ставам на масата. Шо ми треба мене овој документ, јас сам свашта у живото работел и друго ќе работам, шо вика до Стефановше поп да станам. Овие дечки, ако не земат решение, мене не ми треба значката. И така почнавме, и кога се собравме кај премиеру и кај председател, и они мислеа дека ќе не купат со нешто да ни понудат места. Радрж. И у тој период, баш се сеќавам, му вика премиерот на Драгчо, господине Кимовски, што барате вие? И вика, господин премиер, ништо не бараме, но фала, јас си одам. Не сакам да бидам полицаец. Они си мислеа ние ќе бараме началници, генерали, знаеш, ово. Ке им направите уште некоја зборка? Да. Прва година имав 3 малолетни деца, од која најголемото ми имаше 10 години. 3, најмалото имаше 4 години. Тогаш отидовме во војната. Значи, не се бранат децата и нели семејството од куќа, нели таму каде што има потреба. И не отидовме за не ни знаевме у тоа време дека ќе има пари и плата, пошто после 6-7 месеци ни дадоа, пошто реално нели требаше да останеме. Мислевме дека порано ќе биде завршена работа, ама се одолжи. Никој не ни пошол, да сме знаеле дека ќе има плата и плата беше некоја од 18.000 денари, мислам. Така, толку зимавме. Добро, подсетивме на единицата лавови со цел да служи за пример како се брани државата, како се сака државата, но и да извлечат наравучение нашите политичари дека со државата па и со народот не треба многу да се игра, треба да бидат доблесни да му служат на народот, а не на себе си и на нивните лични интереси. Јас си благодарам што бевте гости, што промоабетевме малку, можеби не е достатно простор, но ќе оставиме простор и за постфестум, што би се рекло. Јасно, многу ви благодариме. Тука сме на располагање. На располагање. Нема проблем. Миле ни е тука, да. Што би се рекло, во Штип ќе го најдеме во секое време. Само една порака на крај, значи до сите политичари, време е да се освестат, за да не ги освестуваме ние. Уф, би било добро да ги освестувате вие. Тоа е, мислам од нас порака е и поздрав до сите што се учествувале, макар и 5 минути да дошол, собрал храброст, а и поздрав за сите што не поддржувале, многу има. Ние сме изненадени сега колку и каква поддршка имаме од цела држава. Заправо во тај момент можеби приказните биле поинакви како што говоревме на почетокот. Да искористам прилика да ги повикам сите да присуствуваат на 23.4. во манастирот Света Петка во подношието на Плетвар и да кажам дека тоа не е митинг политички или било каков, тоа е јубилеј на единицата и сите што ќе бидат присутни ќе бидат дел од едно видување, сеќавање на времиња кои беа тешки, напорни, можеби пак ни престојуваат, не знаеме,
дај Боже никогаш да не се случи 2001-та. Благодарам за разговорот, ви посакувам вака убави муабити да раскажуваме за татковината, дека во неа се живее добро, без војна. Благодарам ви на вас. Уште еднаш. Благодарам. Емитуваме комерцијални пораки.